Во ова издание, средба Трамп-Болсонаро денес во Белата куќа. Целта е подобрување на трговијата меѓу САД и Бразил. 16 милиони жени жртви на семејно насилство во Русија секоја година. Истовремено олеснување за насилниците, парични место затворски казни. Како изгледал кинескиот кварт во Менхетан во 80-тите години, низ фотографиите на Бат Глик. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп ќе го пречека бразилскиот председател денес во Белата куќа. Двајцата лидери се очекува да зборуваат за подобрување на трговијата и унапредување на дипломатските врски. Останатите теми вклучуваат и доближување на американските и бразилските бизнис заедници, како и соработка во областа на енергијата и други инфраструктурни иницијативи. Се очекува да се нагласи заедничката поддршка за венецуелскиот опозицијски лидер Хуан Гуаидо, кој беше признат за венецуелски легитимен лидер од повеќето западни држави, вклучувајќи ги САД и Бразил. 89 лица загинаа во тридневните поплави или изгање на земјиштето во источната провинција Папуа, Индонезија. Најмалку 74 лица се водат за исчезнати, а околу 150 други се здобиле со скршени коски и сеченици и други повреди. Помеѓу 6 и 7 илјади луѓе се раселени и се наоѓаат во засолништа за итни случаи. Председателот на Мозамбик Филипе Њуси изјави дека најверојатно околу 1000 жители ги загубили животите откако оваа јужна африканска нација беше погодена од циклон минатата недела. Во источниот дел на Зимбабве стотици луѓе се водат за исчезнати, а речиси 1000 куќи се уништени, соопштија властите. Властите на Нов Зеланд почнаа да ги предаваат телата на загинатите во масакрот во 2 џамии минатиот петок, при кој беа убиени 50 лица. Полицијата соопшти дека е завршена обдукцијата на сите жртви, но само 12 се формално идентификувани. 6 од нив се веќе предадени на нивните семејства. Загриженост во САД поради можност големување на трошоците за здравствена заштита. Ова прашање веќе ги подели партиите пред изборите следната година. Брајан Паден известува за пристапот на кандидатите кон овој проблем. Зголемената јавна поддршка за програмите за здравствена заштита и помогнаа на Демократската партија да ја освои контролата врз представничкиот дом на минатогодишните избори. Ова прашање ќе се наметне и во 2020-та. Здравствената заштита е победничка тема за демократите. На каков и да било начин тие да се фокусираат на здравствената заштита ќе им донесе резултат. Републиканците мораа да ги отфрлат критиките дека конзервативните напори за намалување на владиното финансирање значи немање грижа за оние на кои таа им е најпотребна. Никој не се обидува да им ја одземе здравствената заштита на болните. Важно е да се разјасни како да го постигнеме тоа. Зголемувањето на трошоците за здравствена заштита и натаму носи загриженост во САД. Сенаторот Берни Сандерс, која загуби претседателската номинација на изборите во 2016-та, повторно се залага за проширување на владината програма Medicare за постарите граѓани, со која се обезбедува здравствена заштита и покрај тоа што програмата ќе треба да биде покриена од даноците. Целта е рационален систем за здравствена заштита, а не осигурителните компании да имаат милиарди долари профит, а извршните директори да добијат компензација. Други демократи кои исто така најавија дека ќе се борат за проширување на Medicare се сенаторката од Калифорнија Камала Харис и сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен. Но постои загриженост дека предлогот на владата за преземење на здравствената заштита од 2,5 милиарди долари може да ја отуги гласачите од центарот. Поумерените демократски кандидати како сенаторката од Минесота Еми Клобучар и поранешниот подпредседател Џо Бајден, кој се уште размислува дали да се кандидира, поддржуваат поединечни мерки како владина јавна опција. Но таквиот пристап може да ја оттуги прогресивната база на партијата која повикува на промени. Председателот Трамп ги критикуваше предлозите за демократите за здравствената заштита, велејќи дека се социјалистички. Демократските законодавци прифаќаат социјализам. Тие сакаат индивидуалните права да ги заменат со целосна владина доминација. За време на кампањата во 2016-та, Трамп вети дека нема да ги намали програмите за помош, но во буџетот за оваа година председателот предложи намалување на финансирањето на Medicare и Medicaid, кои обезбедуваат здравствена заштита за сиромашните и за лицата со посебни потреби.
Повеќе од 16 милиони жени во Русија се жртви на домашно насилство секоја година. Само 10% од нив го пријавуваат насилството во полиција. Но зошто и покрај ваквите бројки, парламентот донесе закон за олеснување на казните за насилниците? Игор Тиканенка за ова. Денешните политичари во Русија, како и нивните советски претходници, многу често ги фалат жените и ветуваат поддршка и нивна заштита. Тешко е да се замисли развојот на нашата држава без конструктивниот влог на прекрасните руски жени. Но активистите за човекови права велат дека официјалната статистика во државата покажува дека е потребно подобрување на владините политики за родова еднаквост. Среди 67% од 21 милион луѓе кои живеат под прагот на сиромаштијата во Русија се жени. Постои особена загриженост за домашното насилство во Русија, најчесто од страна на мажите. Во 2017 парламентот делумно го декриминализираше домашното физичко насилство, воведувајќи парични казни место затвор. Среднем семја во Русија. Генерално, просечно руско семејство има заеднички буџет. Замислете, прво ја тепа, а потоа плаќа казна со нејзините пари. Владата пак вели дека бројот на случаи на домашно насилство опаднал речиси на половина, откако стапил во сила новиот закон. Когда она приходит ко мне во сне, я её... Кога ќе ми се појави во сон, можам јасно да ја видам и да ја гушнам. Ана Верба се сеќава на незината 28 годишна ќерка Елена, чиј сопруг ја избол со нож 57 пати, ја оставил да умре во преградка на нивниот 7-годишен син. И никто Легализира убиство. Никој не се обидува да го спречи ова. Има ли правда? Таа ги обвинува полицијата и новиот закон за смртта на незината ќерка, велејќи дека надлежните ги игнорирале повиците, кога сопругот на Елена првпат ја нападнал со нож 4 месеци пред убиството. Вот мне такой нужен закон. Потребен е закон што ќе ме заштити, за да не стравувам за мојот и за животот на мојот внук, да не мора да се кријам од овој убиец. Според невладината организација Домашно насилство, повеќе од 16 милиони жени во Русија се жртви на домашно насилство секоја година. Само 10% од нив го пријавуваат насилството во полиција. Плачот на останатите останува нечуен. А како изгледал кинескиот кварт во Манхетан во време кога бил една од најзатворените заедници во Њујорк? Фотографиите на Бат Глик откриваат многу. Ана Нелсон известува. Историјата и контекстот ги претвори овие фотографии во културно богатство. Го документираат животот во кинескиот кварт на Манхетан во време кога овде беше една од најзатворените заедници во Њујорк. Кога првпат почнав со оваа работа, имав 29 години, а сега имам 67. Бет Глик почнал со црно-бели фотографии во 1981 година од Кинескиот музеј во Америка. Го замолиле да го фотографира кинескиот град. Бил одушевен. Печаток ми остави густината на населеноста, енергичниот уличен живот, тоа ме понесе. Но на жителите им требало време да го прифатат. Одев по улицата и ми велеа, не ме сликај. Еднаш некој дури фрли кофа со вода врз мене. Сепак, еден јануарски студен ден одев по улицата и човек по име Френки Вонг ми се насмевна и кажа, сликај ме. За мене тоа беше покана. Откако жителите ги виделе фотографиите, се отвориле. Тесни соби за перење, мали соби каде мажите ја играле кинеската игра маџонг, мали станови и неуредни фабрики за облека. Глик ги дигитализирал фотографиите во период од 30 години, ги објавил на интернет. Еден ден добил имејл со прикачена слика. Тоа била сликата на Френки Вонг, неговата прва фотографија во кинескиот кварт. И ми вели, да ви доловам како ми беше додека растев во кинескиот кварт. Ова е фотографија од мене со татко ми и мојот помал брат. Глик веднаш испратил повеќе слики од него и неговото семејство. Денес фотографиите документираат една ера во кинескиот кварт, кој доживува промени. Заедницата веќе не е толку затворена и поврзана. Многу имигрантски заедници се мешаат едни со други, но во поголемиот дел од кинескиот кварт, Глик се уште е специјален гостин. Благодарам што не гледавте. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ве поздравувам до утре.